Околу 200 верници денеска по традиционален петти пат за празникот Богојавление или Водици влегоа во водите на замрзнатото Плетварско езеро. Ова е уникатно одбележување на овој ден и единствено од цела Македонија го има само тука. Наместо скокање и фрлање по Светиот крст, тука секој верник кој што сака да биде дел од настанот, по осветувањето на водата од страна на свештеникот, влегува во длабнатината во замрзнатото езеро, која што е направена во форма на крст. Значи за време на корона, кај што сите моравме да ги почитуваме тие мерки нели на предпазливост, група на млади ентузијасти, спортисти, одлучивме во малце различен, нели, затоа што тогаш беше забрането да се влегува по Светиот крст во градот. Одлучивме баш тука на ова место, група на спортисти, тогаш бевме 8 души, да ја започнеме оваа традиција, се со цел да ја зачуваме, да нема прекин за овој голем празник Богојавление Христово за нас православните. Година во освен прилеп имаше учесници од Скопје, Велес и Битола. Најмалиот учесник кој што годинава во замрзнатото езеро влезе заедно со низиниот татко беше 2,5 годишната Јана Божиновска. Прво во водата влегуваат децата, а на крајот возрастните. Јас имам 4 години, потоа јас дојдам со тато за да се капам во езерото. Секоја година настанот има и своји домаќини кои што се дел од организацијата и за сите присутни верници обезбедуваат топли напитоци, чај, греано вино или ракија, а за сите кои што влегуваат во осветените води, маичка и дрвен крст. Настанот е и од хуманитарен карактер. Парите донирани во специјалните кутии и купените свеќи се наменети за операција на 5-годишно дете. Настанот ќе биде од хуманитарен карактер, се работи за девојче кој е 5 години за лекување во странство. Имаме приготвено ракија и чај, топла ракија, мандарини, нешто така и вино, благи работи. Правивме крст со наши донаци. Се направи и мал параклис, ќе се прави и поголем параклис, да се оживее местово. Преголемо, да речеме, задоволство е да се биде на вакво место. Организаторите планираат на ова место да се изгради и мал параклис и во иднина тука да се одржува едно од поглавните одбележувања на водици во Македонија.